Добар ден, понеделник, 16 ноември. Неколку настани го одбележаат денот, еве го нашиот денешен избор. Толеранцијата се учи и е предуслов за хармоничен и исполнет живот. Нетрпеливоста кај поинаквите по раса, вера, пол или социјален статус е израз на низок интелектуален и емотивен капацитет. Македонскиот електропреносен систем од утре се поврзува со српскиот. Пуштањето на далеководот од Штип до српската граница повлекува зголемено ниво на предпазливост за сите кои се движат близу системот. Министерството за образование го објави огласот за доделување стипендии за редовните студенти на универзитетите во државата. Државата ќе стипендира 2905 студенти по неколку основи. Шеснаесети ноември е меѓународен ден на толеранцијата. Терминот е востановен од страна на УНЕСКО, а целта е да се подигне нивото на толеранција на различностите меѓу луѓето и прифаќање на различни идеи и погледи на сите кои според некакви норми се сметаат за различни. Денеска се одбележува меѓународниот ден на толеранцијата. Македонската академија на науките и уметностите и мисијата на УПСЕ во Скопје дискутираа на тема мултикултурализмот и толеранцијата, миграциите и предизвиците на социјалната интеграција. Постои ли толерантност, односно колку Македонија е толерантна земја? Мислење за ова имаме од доцент доктор Трајче Стојанов од Факултетот за образовни науки при УГД. Ако земете предвид историјата на оваа држава и контекстот во кој што живееме, ќе видиме дека ние сме биле мултикултурна и интеркултурна држава уште многу пред тој концепт да се тематизира на ова теориско ниво во Европа. Именно мултикултурализмот како теорија настаната никнате во Европа во обидот Европа да се справи со големиот број на мигранти, посебно со муслиманската миграција. И тоа е концепт кој што настанува во средината некаде на минатиот век. Но од друга страна, ако земете уште на почетокот на векот, ние сме имале еден проглас кој што бил во својата суштина мултикултурен и интеркултурен. А тоа е Крушевскиот манифест. Имено тамо се повикуваат македонци, власи, роми и така натаму да се борат против заедничкиот непријател и да слободат Македонија. Стојанов нагласува дека всушност толеранцијата е пасивен принцип. Во одредени ситуации мнозинството не толерира доколку се почувствува загрозено од ништо и за ништо. Таа дозволува само некого да толерираме. И тука е тука е доволно. Значи ќе ги толерирам ромите, ќе ги толерирам албанците, ќе ги толерирам турците, но тоа е пасивна категорија. Не е активна, не е инклузивна. Толеранцијата значи те толерирам само до оној момент до кој што не ме загрозуваш мене. Толерантноста може да се воочи и со терористичкиот напад во Париз. Се работи за навистина загрижувачка ситуација не само за Европа, туку и за нашата земја. Сериозни предизвици се надвиснати над Европа, а тоа во голема мера не засега и нас. Имено, што би случило сега? Европа би станала поприлично нетолерантна, би ги разбудили сите овие десничарски движења кои што тлеат. Во Франција имате партија која што е изразито националистичка, но ова од друга страна би ги стимулирало и постоечките влади да преземат такви некакви радикални чекори на затварање на своите граници, на затварање на протокот на бегалци, и тоа ќе значи дека првата брана во која што ќе ударат овие земји од Балканот, Грција, Македонија, Србија и така натаму, ќе бидат први на удар, така што мислам дека да не звучам песимистички, но нас не чекаат тешки денови. Акцентот за одбележување на меѓународниот ден на толеранцијата е ставен на овој немил настан во кој се нарушени човековите права независно од етничката и верската припадност. Утре ќе биде ставен под напон новоизградениот 400 киловолтен далековод за директно поврзување на електропреносните системи на Македонија и Србија. Од МЕПСО апелираат за внимателност при движењето близу далеководот, долг 70 километри со капацитет на размена на електрична енергија до 600 мегавати. Во Штипскиот регион ова е втор далековод кој ги поврзува нашиот и електропреносниот систем со соседни земји, односно со Бугарија и Србија. Новоизградениот 400 киловолтен далековод кој се простира од трансформаторската станица Штип до македонско-српската граница утре ќе биде вклучен под напон.
Трасата на која е поставен новиот далековод е долга 70 км, поминувајќи низ териториите на општините Штип, Карбинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. Со оглед на тоа што се работи за енергетски високонапонски далековод, потребно е местното население да се придржува до сигнализацијата за предупредување од опасност. Во оваа прилика апелираме до местното население кое што живее во општините Штип, Карбинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане, општини на чија територија поминува овој далековод, заради тоа што ќе биде вклучен под напон да бидат особено внимателни и да ги следат инструкциите на сигналните табли кои што се однесуваат на нивната безбедност. Тие можат да поминуваат и во трасата на самиот далековод, но треба да бидат внимателни од аспект на тоа да не се обидуваат да се качуваат на далеководни столбови или да минуваат со робусна земјоделска механизација под далеководните столбови, исто така да бидат внимателни кога ги вршат работите наорање со трактори во рамки на трасата кај што далеководот минува на земјоделско земјиште и така натаму. Капацитетот за размена на електрична енергија на овој вод е 600 мегавати и за изградба на овој далековод МЕПСО вложи над 11 милиони евра. Со изградба на овој далековод МЕПСО доби пета врска со 4 соседни електропреносни системи. Следи информација за редовните студенти. Објавен е конкурсот за доделување стипендии за студентите запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети во Македонија за студиската 2015-2016 година. Министерството за образование и наука денес го објави конкурсот за стипендии за редовни студенти за студиската 2015-2016 година, запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија. Имено, според конкурсот, Министерството ќе додели вкупно 2905 стипендии распоредени во 3 групи. Висината на стипендијата за прва група стипендии за студенти од социјални категории изнесува 3300 денари месечно за 9 месеци во текот на студиската година, а вакви стипендии ќе бидат доделени на 1500 студенти од социјални категории. Во втората група ќе бидат доделени 630 стипендии. Висината на стипендијата за втора група стипендии за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето и просечен успех до тековно запишаната студиска година на техничките факултети и медицинските науки од најмалку 8,5 просек, а за студентите на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат постигнато најмалку 9 просечен успех, изнесува 4400 денари месечно за 9 месеци во текот на студиската година. Во оваа група ќе бидат доделени 590 стипендии. Висината на стипендијата за втора група стипендии за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето од најмалку 9 просек на студиските програми по информатика изнесува 6050 денари месечно за 9 месеци во текот на студиската година и вакви стипендии ќе бидат доделени 40. Висината на стипендијата за трета група стипендии за студенти запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и медицинските науки изнесува 3300 денари месечно за 9 месеци во текот на студиската година. Во оваа група ќе бидат доделени 650 стипендии, од кои 620 за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи и 30 стипендии за студенти кои студираат на приватните универзитети. Право на стипендија имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус, кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во државава и кои се редовни студенти, да не повторувале година во текот на студирањето, да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании и да се државјани на Република Македонија. Рокот за пријавување е до 15 декември 2015, а списокот на кандидати на кои им се доделува стипендијата ќе биде објавен на 30 декември 2015 година на интернет порталот stipendii.mon.gov.mk. На Македонија од Букурешкиот договор до денес. Ова беше тема на трибината на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев. Македонската историја е неисцрпна инспирација за историчарите и за студентите, но и за уметниците.
Филмот Последниот македонец, патот до истребување, ја прикажува македонската историја низ вековите, низ неколкуте светски војни, со изјави од еминентни историчари од Македонија и од соседните држави. Секој со своја вистина, со свој начин на интерпретирање на историјата. И верувајте ми, тоа беше еден од најинтересните процеси, еден од најинтересните предизвици за самиот филм, кога гледате дуел меѓу сите историчари, како си дебатира за една тема, само секој си го кажува својот пристап и поглед на национална историја. На Балканот имате многу повеќе историја отколку што може да ја издржи. Сите имаат своја приказна. Ако не е така, ние денеска не би имале проблем со името. Значи, оние историски матрици кои што постојат се видливи во филмот. Да речеме, секој си има своја приказна за она што било. Меѓутоа, како што можете да видите од филмот, амблок соседите не ја признаваат Македонија и македонскиот народ. Значи, они као да имаат еден договор во однос на оноа кој е и што е Македонија. Според професор доктор Чепреганов, она што се случувало пред многу години очигледно ни се случува и денес, односно минатото се уште е дел од сегашноста на Македонија, а според режисерот Пиперковски, медиумот, односно филмот, е начинот на кој денес може да се проговори за проблемите што се уште тлеат. Филмот нас во суштина не враќа на времето кога нашите да речам предци се бореле за формирање на македонска држава, македонска нација. И прашањето е дали денеска во сосема друга форма оно што ни се случува на политички план не се рефлектира од оно што било порано и дали оние поделби кои што постоеле тогаш, кои што во филмот се представени многу добро, мене се случуваат и денеска само во една сосема друга форма. Например, ако каузата на македонските деци пред 100 години била да се слушни македонското прашање, кое ден денес не е решено, бидејќи денеска животот многу поценет за разлика од пред 100 години, единствен начин преку кој можеме да издействуваме да се слушне тоа македонско прашање е медиумот. И мислам дека филмот е како најдобра основна точка преку која можеме да почнеме и да дебатираме, но едноставно да завршиме сето тоа што било пред 100 години. Филмот Последниот македонец, патот до истребување го доловува времето кога се формирало македонското национално движење, но и историските факти за тоа како екзистенционалните проблеми и од најголемите војводи создавале предавници. Токму затоа филмот треба да биде виден од секој македонец, истакнува професор доктор Чепреганов и додава дека чувството за државност и нација се уште не ни е доволно изразено. Филмот може да биде поука како во иднина не треба да се однесуваме кон сопствената држава, за да се задржи она за кое нашите предци се бореле, формирањето на државата и опстојувањето на македонската нација. Свештениците од Брегалничката епархија излегоа од хромовите и со серија активности се приближуваат до верниците. По крводарителската акција минатата недела денес се вклучија во уредувањето на околината на црквата Света Петка и Свети Климент во штипската населба Сењак. Во пресрет на празникот на црквата, овој храм ќе блесне во најдобро светло, тврдат од свештенството и од локалната власт. Нашиот православен народ знае дека храмови не се градат за еден ден, туку со години, но бидејќи веќе се приближува и храмовиот празник на храмот Свети Климент Охридски овде во населбата Сењак, се вклучивме и ние во уредувањето на дворното место на храмот, бидејќи ние секогаш помагаме и се вклучуваме во секакви акции доколку има потреба, но се надам дека и оние наши верници кои живеат овде блиску до храмот ќе дојдат, ќе се приклучат за што побрзо го завршиме и дворното уредување на овој храм и овој храм да биде еден центар овде во населбата Сењак каде што ќе се собират и младите и старите, ќе се релаксират и ќе се духовно нахрануваат во овој храм. Ова ќе биде парк не само за црквата и за верниците кои што доаѓаат во самата црква, туку ќе биде парк за сите жители во населбата Сењак, ќе може да доаѓаат да рекреираат овде. Паркот ќе биде направен за 3 дена, максимално ќе се вложиме овде, така да ќе створиме сите услови кои што ги имаат, кои што треба да ги имаат граѓаните. Паркот го работиме заедно со свештениците и ова е за прв пат во историјата да се работи вака на една ваква акција. По повод одбележувањето на месецот на книгата, детската градинка Стибо во Штип организира повеќе настани и посети на писатели во градинките. Утринава во клонот Цветови во Стибовата детска градинка се одража работилница, како настана мојата прва сликовница со авторот Киро Донев.
По повод одбележување на месецот на книгата, детската градинка Астибо во Штип организира повеќе настани и посети на писатели во градинките. Утринава во клонот Цветови во Астибовата детска градинка се одржа работилница насловена "Како настана мојата прва сликовница". Новото време, новите технологии, колку и да се добри, сепак во себе содржат и некои негативни работи, а тоа е немањето потреба од комуникација, туку еднонасочна комуникација во која што децата само гледаат во монитор или во таблет или во телефон, а не разговараат. Ова е начин да се популаризира книгата, потребата од читање и потребата од правилен развој на говорот од овој период кој што е оптимален за развојот на говорот. Гостин на работилницата беше авторот за деца Киро Донев. Ваквите манифестации, како ова што е според мене една од најоригиналните на начинот на популаризирање на книгата, ние кои се занимаваме со таква литература за најмладите, тука го проверуваме она што го создаваме за нив. Бидејќи јас од секој пат сум сакал децата да ми бидат мене критичари, а не оние возрастните што се на моја возраст или официјалните критичари. Детето не знае да прави лице, детето или му се допаѓа нешто или не му се допаѓа. Тука сме да ги провериме, да на некој начин, освен тоа што сакаме да ја популаризираме книгата, односно месецот на книгата, и да видиме дали сме вистински автори за нив. Цртаме. Што цртате? Лист. И потоа, како ќе правите? Папка, нешто така, и мораме да ја нацртаме, да избоиме убаво. Лист цртаме. По боите? Да. Во каква боја? Во жолта и во портокалова овие. Потоа што ќе правите? Ќе си направиме книга. Што правите денеска? И боиме листовите. И потоа? Ќе правиме сликовница? Да. Целта на денешната работилница е на најмалите, односно идните читатели уште од мали нозе да им се вроди љубов кон пишаниот збор и важноста за говорење македонски литературен јазик. Инаку, традиционално детската градинка Астибо секоја година активно се вклучува во одбележување на месецот на книгата. Општина Штип ја дефинира програмата за заштита на заразни заболувања. Во превентивните мерки за идната година во план се неколку запрашувања против глодари и инсекти. Предвидено е како секоја година два пати да се направи дератизација над површините, јавните површини во општина Штип, значи во почетокот на пролета и есента, тие се две третирања, а додека дезинсекцијата во повеќе наврати предвидено ни е 5 пати, па да се направат во почетокот на пролета па до кога се активни комарците. Дезинсекција. Во рамки на месецот на македонскиот филм, уште две македонски филмски остварувања пред публиката во Штип. Филмот 3 дена во септември ќе се прикажува 3 дена оваа недела во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев. Како што беше најавено од Универзитетот Гоце Делчев, откако беше проектиран филмот Последниот македонец, патот до истребувањето, до крајот на месецот следуваат штипски промоции на уште два македонски филма. Од 18 до 20 ноември во мултимедијалниот центар штипјани ќе можат да го гледаат филмот 3 дена во септември во режија на Даријан Пејовски. Станува збор за психолошки трилер со два главни женски ликови, кои заеднички ги разоткриваат своите тајни и трауми. Едниот од двата лика, Марика, сакајќи да избега од своето минато, се запознава со Јана, која се враќа во куќата од низиното детство, сместена во изолиран планински крај. За Марика тоа е совршено засолниште до појавата на локалниот полицаец Генц, кој ќе се посомнева во вистинските намери на двете жени. По сценарио на Даријан Пејовски и Игор Иванов, улогите ги толкуваат Ирена Ристич, Камка Тоциновски, Адем Карага, Милица Стојанова, Салеатин Билал, Кирил Коруновски, Александар Микич, Горан Трифуновски. Почетокот на филмот е предвиден за 20 часот, а влезниците кои се по цена од 100 денари. Заинтересираните ќе можат да ги купат во книжарницата на Економскиот факултет секој работен ден од 9 до 16 часот или 1 час пред проекциите. После 20 ноември, кога завршува проекцијата на филмот 3 дена во септември, можеме да очекуваме уште еден македонски филм, насловен како Татко.
Франција одговори на крававите напади извршени во петокот на нејзина територија со интензивно бомбардирање на џихадистичкиот бастион Рака во источниот дел од Сирија. 10 француски воени авиони уништија вчера 20 на објекти. Првата уништена цел беше објект кој што го користеле од Исламска држава и кој бил команден пункт, центар за регрутација и складиште за оружје и муниција. Втората цел е тренинг камп за терористи, прецизира Министерството за одбрана. Скупно 12 авиона, од кои 10 бомбардери полетале од ОАЕ и Јордан и учествувале во операцијата. Министерството наведува дека биле уништени цели во координација со американските сили. Данските авиони ловци од типот Фи-16, кои учествуваа во нападите на меѓународната коалиција во Ирак, би можеле да се вклучат и во операциите против џихадистичката група Исламска држава и на територијата на Сирија, најави шефот на данската дипломатија Кристијан Јенсен. Одлуката за учество на данските авиони и во напади врз цели во Сирија треба да биде одобрена од парламентот на Данска. За сега нема најава кога владата ќе достави барање до парламентот за проширување на мандатот на данските авиони. Хакерската група Анонимус им објавија војна на ИСИС. Постирајќи видео на YouTube, групата на француски кажа дека ќе го искористи своето знаење да го обедини човештвото и да ги предупреди ИСИС да бидат подготвени за тоа што доаѓа. Анонимусите од целиот свет ќе ве гунат. Треба да знаете дека ќе ве најдеме и нема да ве оставиме на мир. Ќе ја направиме најголемата операција против вас. Војната објавена, подгответе се, велат анонимусите преку видеото. Тие додаваат дека војната е започната и дека францускиот народ е јак и силата уште повеќе ќе се зголемува. Иако поради терористичкиот напад во Париз беше неизвестно одржувањето на шампионатот во Нага, чиј домакин беше токму градот Париз, сепак македонецот кој што живее и тренира во Германија, 10-годишниот Кристијан Воденски, имаше свој настап на турнирот и очекувано ја одбрани титулата од минатата година. Поради терористичките напади, многу надпреварувачи го откажаа учеството и затоа малиот Кико со една борба и тоа против постар и потежок противник стаса до престижниот појас. Воденски го собрада Игор Прсјук од Русија, кој што беше една година постар од него, имаше 11 години и 27 килограми, со што повторпат го освои престижниот појас на Нага, што се доделува на недобрите борци во така наречен граплинг. Првиот ваков појас тој го освои минатата година на турнирот во Монако. Воденски е повеќе кратен првак во кикбокс, таеквон, бразилско џиу-џицу, борење, од неодамна почна и да боксува. Тој одби понудата да земе германски пасош само за да настапува под македонското знаме. Иако не беше безбедно да се биде во Париз деновиве, сепак Кристијан, кој таму беше заедно со неговиот татко и тренер Ване, без проблеми го реализирале своето патување до Париз и назад. По двете победи кои ги забележа на гостински терен, женскиот кошаркарски прволигаш клубски не успеа на домашен терен да ја собрада екипата на Лотос во надпревар кој што се играше во салата на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, Делчевченки загубија со 71-86. Во вториот надпревар кој што се играше во рамки на четвртото коло од првата македонска женска кошаркарска лига, тимот на Бадел го собода тимот на Вајс Профил со 151-30. На табелата моментално води тимот на Бадел со 6 поени пред тимот на Лотос кој што има 5. Понатаму на третата и четвртата позиција следуваат тимовите на Студент 2015 и Клубски, кои исто така имаат 5 освоени поени. На дното на табелата се наоѓаат тимовите на Шкупи и Вајс Профил, кои што досега собраа 3 поени. Во следното коло кој се игра на 21 ноември, женскиот кошаркарски клуб Клубски гостува во Скопје кај лидерот Бадел, тимот на Лотос гостува кај Студент, додека тимот на Вајс Профил ќе го пречека тимот на Шкупи. Одличен натпревар вчера се одигра во салата при Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, натпревар во кој се сретнаа ракометните кадети од Делчево и ракометните кадети на Вардар Јуниор од Скопје. 25-25 беше конечниот резултат од натпреварот, а љубителите на ракометот можеа да видат уште еден прекрасен натпревар со второпласираната екипа на табелата во моментот. Со ново освоениот бод, екипата од Делчево сега има 8 освоени бодови, а над неа се наоѓаат екипите на Борец, Вардар Јуниор, ракометниот клуб Радовиш, како и лидерот на табелата ракометниот клуб Металург од Скопје.
Најефикасниот поединец на надпреварот беше Гоце Георгиевски, но не изостана тимската игра која на стручниот штаб му дава надеж дека ракометарите во наредниот период од надпреварувањето ќе постигнат уште подобри резултати. Ова воедно е одлична покана и понатаму љубителите на ракометот да ги следат надпреварите кои што се играат во Делчево во рамки на кадетската лига, каде ќе следат уште многу интересни надпревари. Со пријателски надпревар, ракометниот клуб Брегалница од Делчево се подготвува за предстојната сезона надпревари во лигата на Академијата Металург. Викендов пријателски надпревар младите од Брегалница одиграа со Интер од Благоевград, Република Бугарија, кои инаку се повеќе кратни шампиони во различни категории. Денеска ракометниот клуб Брегалница од Делчево одигрува пријателски надпревар со Интер од Благоевград. Пред се ова е надпревар од пријателски карактер за да видиме до каде сме стигнати со нашите школи. А ова иначе клубот од Благоевград, Интер кој е иначе државен шампион на Бугарија. Така да сакаме да видиме нашите деца до каде сме стигнати со нашата академија, колку имаме успеси, до каде сме стигнали пред да почнеме со нашата лига во надпревари на Академија Металург. Мината година бевме трети во Българија. Минатата година бевме трети во Република Бугарија, а предходните години бевме и шампиони во повеќе возрастни категории. И сега сме тука за да видиме на какво ниво сме и да направиме една добра пријателска средба со нашите пријатели од Делчево. И да нас получи една добра среща. Во меѓусебниот пријателски надпревар подобри беа гостите, кои на крајот остварија резултат од 20:25, но дуелот со екипата каква што е Интер од Благоевград ќе биде одлична одскочна даска и мерило за понатамошната игра на младите од Делчево. Инаку мини лигата на Академијата Металург ќе започне кон крајот на месец декември. Ова е се во првото издание на Дневникот на Канал Плюс со нови содржини. Гледајте го вториот дневник во 20 часот. Пријатно попладне.